Во 7 часот и 45 минути време за првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро. Црвениот крст во нашата земја секојдневно години наназад покрај својата цел за помош на најранливите категории граѓани паралелно работи на потикнување на волонтерството и хуманите вредности кај младите. А токму младите се суштинскиот сегмент и движечка сила во организацијата на Црвениот крст во земјава. Неодамна тие објавија повик за нови волонтери во своите редови и на тој начин сакаат да ги мотивираат младите да бидат општествено одговорни индивидуи. Детали за тековниот повик, кој се реализира под мотото "Биди херој, волонтирај", утринава дознаваме од Сања Матовска, дел од Централната канцеларија на Црвениот крст на Република Северна Македонија во делот за младите. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам многу за поканата. Младите од Црвениот крст во нашата земја секогаш посветено и базирани на своите капацитети, знаења, вештини, слободно време работат на исполнување на мисијата на организацијата како што е Црвениот крст и секако да помогнат оному каде што е најпотребна. За почеток на денешниот разговор би сакал да ги запознаеме нашите гледачи како точно се организирани младите во Црвениот крст. Вака, младите се навистина огромен дел во целото движење на Црвениот крст. На национално ниво во нашата држава, тие се организирани локално и национално. Локално преку клубовите на млади. Во секоја општинска организација, точно имаме 33 клубови на млади. Имаме околу 1956 волонтери кои што доаѓаат од младинската структура во нашето движење. Имате активности во текот на целата година. Би сакал во наредните минути малку повеќе да не запознаете со тоа какви активности се организираат во рамки на клубовите на млади во Црвен крст. Нашите активности навистина се разновидни. Најмногу се фокусираме кон потребите на населението. Тука сме за сите на кои што помошта им е најпотребна и во секое време. Активностите кои што младите ги спроведуваат на терен, најпрво се активности ги спознаваме младите со движењето на Црвениот крст преку дисеминација за нашето друштво. Потоа тоа се разноразни активности на терен кои што младите можат да помогнат директно на ранливи категории на лица во заедницата. Имаме врснички едукации кои што младите во процесот на peer-to-peer education на своите врсници предаваат за вршат едукација, односно за превентивни теми. Потоа имаме таа што навистина мислам дека веќе се запознаени младите како и публиката за тие проекти преку кои што имаме промоција на хумани вредности. Меѓутоа има и навистина многу активности кои што се задржани во помагање во остварување на програмите на националното друштво. И сега, со оглед на тоа што во летниот период младите некако имаат изобилство на време, слободно време, вие решивте да им понудите една интересна и едукативна летна програма. Дали ја организирате за прв пат и зашто точно станува збор? Така, оваа година имаме една новина за нашите младинци, односно за прв пат имаме младинска програма, односно летна програма за млади, преку кој што сите млади на возраст до 30 години можат да отидат во најблиската канцеларија на Црвениот крст во нивната општинска организација, да се приклучат и навистина да видат што значи да се биде волонтер во Црвениот крст, а понатаму да се регрутираат во нашата организација. Тоа ќе биде навистина широк спектар на активности преку кои младите повторно ќе можат да се запознаат со целото движење на Црвениот крст, ќе имаат можност да волонтираат на терен, односно да видат како е да се помогне на некому, ќе имаат можност да се запознаат со сите центри преку кои што Црвен крст секојдневно работи и пружа помош на населението. Меѓутоа исто така ќе има активности поврзани со младите, односно за зголемување на нивните капацитети, нивните вештини и навистина мислам дека со тоа младите навистина ќе дознаат за работата на Црвениот крст и ќе сакаат да се приклучат во нашите редови. Би сакал малку поконкретно да се задржиме околу летната програма, што содржи истата, каква конкретна агенда им нуди на младите кои што сакаат да се придружат во редовите на Црвениот крст, какви конкретно активности ќе имаат? Така. Значи најпрво ќе имаат дисеминација, односно да сами да дознаат што уствари
означува Црвениот крст, кој е основоположник и како ние работиме. Потоа ќе имаат теренски активности, односно ќе имаат посета на дневни центри за лица со попреченост, посети на центрите за бездомници кои што ги нуди Црвениот крст, разноразни активности од хуман аспект каде што ќе можат, како на пример што се собирни акции, каде што ќе можат да помогнат директно на населението, ќе имаат едукација за комуникацијски вештини, едукација по прва помош, меѓутоа и уште многу активности кои што самата општинска организација ќе одлучи заедно со младите кои што сакаат да ги спроведуваат. Конкретна агенда може да се најде на Facebook страните на општинските организации, каде што секој клуб на млади од општинските организации има конкретна агенда за тоа кога ќе се спроведуваат овие активности и што точно ќе можат да прават. Да, во нашата секојдневна соработка со Црвениот крст, очигледно е дека младите се повеќе се вклучуваат во активностите на Црвениот крст. Во кои активности традиционално најмногу се вклучени токму младите од Црвениот крст? Вака, ние во текот на младинското работење во клубовите на млади имаме традиционални календарски активности кои што се најмногу насочени кон одбележување на оние делнови кои што се за превенција од болести. Меѓутоа, навистина клубовите на млади бележат своји активности по кои што се познати, така да тоа за секој клуб различно си има своји активности по кои што се најмногу вклучени и препознаени. Тука се и малите проекти, односно промоција на хумани вредности, каде што младите имаат можност во период од 3 месеци директно да помогнат на загрозено социјално семејство или некоја категорија на социјално загрозени лица и да се оспособат за како е да се креираат проекти, како е да се биде дел од Црвен крст, меѓутоа лидерски способности и така натаму. Оваа година младите имаат направено 123 проекти вкупно. Во изминат период и обучени се 1200 младинци кои што на терен активно секој ден ги спроведува овие активности. За сите оние кои што во моментов ги привлековме со нашиот разговор, да им дадеме конкретна информација како оди процедурата, како се станува волонтер во Црвениот крст во оној дел за млади. Така, значи, за да се стане волонтер, потребно е само волја. Младите волонтери во Црвениот крст се навистина амбициозни млади луѓе кои што сакаат своето слободно време да го поминат помагајќи на некој каде што помошта му е најпотребна. За да се стане волонтер, повторно, само е потребна волја. Секој младинец кој што сака да не се приклучи во нашето движење, потребно е само да отиде во најблиската канцеларија на Црвениот крст во неговата општина и да се зачлени дали во клубот на млади, дали во останатите редови на Црвениот крст. Тоа си е секако слободно. Така, и само да ги информираме нашите гледачи, има ли некакви услови кои што треба да се исполнат за да може да се стане волонтер во Црвениот крст? Нема никакви услови, само е потребно да се има волја и да се сака на некому да се помогне. Сега, откако ќе се пријават сите оние кандидати кои што сакаат да бидат волонтери во Црвениот крст, потребен ли е одреден процес на обука или пак кандидатите кои што се пријавуваат да станат волонтери веднаш се вклучуваат во редовните активности на Црвениот крст? Волонтерите веднаш се вклучуваат во редовните активности, со тоа што во понатамошното волонтирање имаат можност преку активности да се спознаат со одредени обуки на одредени теми за своите вештини, но и за тоа како да помогнат на некој. Од оно искуство кое што го имате вие, како млад човек кој што работи активно во редовите на Црвениот крст, кој е вашиот став? Како да ги мотивираме младите да го вложат токму својот потенцијал, време, искуство и желба во остварување на мисијата на Црвениот крст и помош онаму каде што е најпотребна? Така, јас сум пред се волонтер во Црвениот крст. Јас се приклучив во текот на моето средно образование, затоа што сакав да се мотивирам себе си и своето слободно време да го искористам на продуктивен начин и решив во Црвениот крст да се зачленам. Тоа што Црвениот крст ми понуди во тие години, меѓутоа во мојот понатамошен развој, навистина е искуство кое што е неописливо. Навистина на сите млади луѓе кои што моментално не гледаат, им препорачувам без страв да се приклучат слободно кон Црвениот крст, затоа што искуството, можностите, како и вештините кои што се стекнуваат во Црвениот крст се навистина незаменливи и навистина се издвојуваат од останатите младинци.
Ајде малку околу нивната улога, колку е значајна нивната улога, улогата на младите во исполнување на она што се нарекува секојдневна агента на Црвениот крст? Волонтерите се на Црвен крст пред се најголема волонтерска организација, така да волонтерите се најголемата движечка сила на Црвениот крст. Младите и така се битни во секојдневните активности затоа што нема активност која што не ги вклучува младите во Црвениот крст. Така да во секоја активност која што спроведува Црвен крст на терен, меѓутоа како и секојдневно, младите се движечка улога. Велат младите и си најдобриот и најверодостојниот пример за своите врсници. Споминавте задоволство вие што сте во редовите на Црвениот крст како волонтер. Сакам да ве навратам на вашите почетоци. Вие одамна сте активен волонтер во редовите на Црвениот крст. Во една ваша изјава велите дека во Црвениот крст ги стекнавте вистинските вредности, научивте корисни нешта и вештини со кои денеска сте подобар човек. Ве прави среќна кога помагате некому. Што е она што беше пресудно токму за вие да се вклучите во редовите на Црвениот крст? Јас кога се вклучив во Црвениот крст, тоа беше летен период и тогаш немавме летна програма како што имаме сега оваа година. И навистина се вклучив затоа што имав вишок слободно време и не знаев што да правам. Доаѓаа летните одмори, моите пријатели не беа тука и решив да пробам и да видам како е да се волонтира, да се стане волонтер. Навистина тогаш не знаев дека толку години ќе бидам и волонтер и дека сега би била дел и од централната канцеларија. Тоа што за мене е најбитно во сите активности е вклучување на лицата со попреченост. Навистина играат голема улога во мојот живот. Така да тие активности најмногу би ги издвоила како нешто што најмногу ви исполнува, претпоставувам. Да. Што е она што секој ден, одново и одново, ве мотивира да го започнете денот и да го дадете максимумот во помош на оние ранливи категории со кои што секојдневно работите во Црвениот крст? Навистина насмевката и кога ќе видите дека сте помогнале на некому и сте придонеле за нечи живот да стане подобар или сте им го разубавиле денот, навистина тоа е тоа што секој ден ме буди и навистина сакам да сум дел одново и одново од оваа организација. Има ли некој момент кој што вака особено ќе го паметите, некој искуство од досегашното волонтирање кое што би рекол вечно ќе остане врежано во вашата меморија? Па тоа е секако што ги напоменав сите работилници кои што сум учествувала со лицата со попреченост, односно поготово со лицата од со церебрална парализа во центарот за церебрална парализа. Тоа беа и се уште се имаме премногу активности со нив, преку кои што заедно се дружиме и навистина тие имаат станато голем дел од мојот живот и ги сметам како пријатели. Порано мислев кога одев да волонтирам како помлада кога бев, навистина мислев дека јас придонесувам за нивната насмевка, но подоцна сватив дека уствари тие исто така придонесуваат за мојата насмевка најмногу. Да, дефинитивно станува збор за взаемна соработка кога станува збор за волонтирањето и помош на оние ранливи категории граѓани. Што е со онаа меѓународна соработка и искуства кои што ги стекнуваат младите во Црвениот крст? Кои се придобивките во тој поглед да се биде дел од привилегијата наречена големо семејство на волонтери на Црвениот крст? Така, ние сме навистина големо семејство на волонтери. Младите прво на национално ниво имаат можност од различни градови да се запознаат меѓу себе преку заеднички активности, меѓутоа и преку организација на кампови преку кои што тие можат да си разменат искуства. Тоа е исто така и со меѓународните соработки каде што млади волонтери од насекаде на светот имаат можност да разменат искуства, да се запознаат, тоа влијае и како мотивација и да разменат искуства најмногу за активности кои што можат да се применат во нашите национални друштва. Со какви проекти конкретно можете да се пофалите во овој период? На што сте особено горди од вашите активности? Навистина спектарот на проекти низ годините нонстоп се шири. Најголем проект кој што веќе трае 20 години и повеќе е оној проект за промоција на хумани вредности, каде што младите имаат можност да се запознаат со движењето, но исто така да променат својата дневна рутина, да помогнат на некој кој што помошта му е најпотребна, а меѓутоа и преку тој процес и сами себе да инвестираат во сами себе. Сосема конкретно денешниот разговор, зошто да за волонтерство во Црвениот крст, што е она што го нуди волонтерството на еден млад човек?
волонтерството во Црвениот крст нуди голем спектар на вештини. Меѓутоа, тука ги повикала сите млади лица кои што сакаат да волонтираат, слободно да се приклучат, затоа што искуството, вештините, способностите кои што ги нуди Црвениот крст навистина не може да се најдат на друго место и навистина ќе им го променат животот во позитивна насока. Сања, благодарам за денешното гостување во Македонија наутро. Младите биле се и остануваат движечка сила на Црвениот крст во Македонија. Уште еднаш ќе ги поканиме сите млади кои што не следат во моментов и кои се заинтересирани да се пријават за волонтирање во Црвениот крст, да бидат дел од оваа летна програма која што ја подготвивте секако со низа активности наменети токму за стекнување на нови вештини и знаења на младите волонтери. Така, ви благодарам. Значи, секој оној кој што сака оваа година, ова лето да се приклучи кон Црвениот крст и кон нашата програма, може слободно да отиде во најблиската канцеларија на својата општинска организација, да се приклучи или да посети страницата на Црвен крст, каде што со пополнување на формулар ќе биде исконтактиран од нашите колеги за да се приклучи во оваа летна програма. Благодарам, нашата соработка секако продолжува и понатаму. Ви благодарам и на вас.